Иако нова во приказката на електрични возила, Honda со својот модел едноставно наречен E, првично за господари во категоријата нова енергија. Оттаму ги освои срцата на новинарите со низините возни својства, рационалност и лесна употребливост. Honda зеде обврска половината од моделите да се електрифицираат до 2025-та, а до 2030-та таа бројка да достигне 80%. Основната верзија на Honda E ќе доаѓа со електромотор од 136 конски сили, а е планиран и негов дериват со 154 коњи. И во двата случаи батерискиот пакет од 35,5 киловат-часови и треба да овозможи автономија од 220 километри. Ова беа доволни аргументи Honda да го освои германскиот престол. Volkswagen двојно се офајди од изборот. Тој доби двајца финалисти во две различни категории. Сосема очекувано и логично Golf 8 исплива во групата на компактните возила, додека потполно електричниот ID3 собра најмногу поени во категоријата премиум. Осмата генерација на Golf не само што ја продолжува иконската лоза, туку внесе темелна дигитализација. За популарниот крал на класата не беше доволно само да продолжи понатаму, туку внесе широк избор на изведби и моторизација. Каросериски се прошири во каравани и all-road изведба, додека погонските групи доживеа експанзија. Задржани се теде и моторите, бензинците се засилени, воведен е плагин хибрид и потполно електрична изведба. Силна страна е распонот на силата што е понудена низ целата ганма, започнувајќи од разумни 105 па се до бомбастични 315 коњи. Од друга страна се наметнува потполно електричниот ID3, кој од самиот почеток тргна темпераментно. Опремен со батерија од 58 киловат-часови, успеа од фабриката во Цвикау, Германија, до Шафхаузен, Швајцарија, растојание долго 532 километри, да ги помине со едно полнење. Ова е прв рекорд на потполно електричното возило, чиј официјален дострел измерен според нормата WLTP изнесува 420 километри. Пионерскиот ID3 е основа и за првото електрично спортско корисно возило на Volkswagen ID4. Дека непристрасноста и објективноста игра водечка улога во германското жири покажа изборот на шведско-кинескиот Polestar 2 во друштвото на луксузни автомобили. Се темели на модуларната платформа развиена од швеѓаните и има два електромотора кои развиваат вкупно 408 конски сили. Со едно полнење на батериите со капацитет од 78 киловат-часови вградени во подот може да помине 500 километри. Поради атрактивниот дизајн и перформансите ќе биде сериозен конкурент на Тесла. Во борбата за титулата од првата позиција од категоријата перформанс се приклучи BMW Alpina B3, која не треба многу да се представува, барем не на оние кои имаат бензин во крвта. Alpina е компанија која повеќе од половина век ги прави автомобилите на BMW подобри. По третманот низ кого поминуваат моделите стануваат синоним за перформанси и атрактивен изглед. Овогодишната конкуренција јасно го покажа смерот на развојот на мобилноста. Германија не е само голем консумент на возила, туку е меѓу главните играчи помеѓу производителите. Овие два факта покажуваат дека електрификацијата е во главната улога, но се уште не се гледа крајот на моторите на внатрешно согорување.